Во оваа прилика разговараме со доктор Емил Стоицовски, специјалист по анестезија и интензивно лекување, воедно медицински директор во Жан Митрев клиника. Клиниката Жан Митрев е првиот приватен кардиоваскуларен центар во Република Македонија. Па кажете ни што ја прави оваа клиника денес да биде регионален центар за кардиоваскуларни заболувања? Да, како што рековте, далечната 2000 година започнавме како кардиоваскуларен центар. Во тоа време беше специјална болница за кардиохирургија и бевме првата болница во државата која што почна да работи хирургија на отворено срце успешно, рутински и еве до денеска само го надоградуваме тој процес. Во меѓувреме, болницата од дедицирана за кардиохирургија прерасна во еден модерен клинички центар кој што ги опфаќа буквално сите специјалности на модерната медицина, вклучувајќи и стоматологија и естетска медицина. Препознатливи сме по нудење на и давање на висок квалитет на услугите. Последните модели на модерната медицинска опрема секогаш ги користиме и ги поседуваме. Гледаме да сме во тек со сите случувања во актуелната медицина. Минатата година отворивме неколку нови оделенија, меѓу кои би ги издвоил Центарот за мајка и бебе, кој представува еден модерен центар за породилиште и неонатална интензивна нега. Обезбеден е со високо истрениран персонал и последните модели на опрема кои што се неопходни за еден ваков центар. Би го спомнал и Центарот за мозочен удар, кој што е во склоп на ургентниот центар и подразбира брзо прифаќање, диагностика и брз неопходен третман на пациентите со мозочен удар. Многу е битно времето почнато за лекување во однос на тоа какви последици ќе остави кај пациентите. Ако се фатат првите сати од настанување на мозочниот удар и лекувањето е многу поуспешно. Кои се најчестите заболувања на кардиоваскуларниот систем и дали се тие оние типични за македонците? Па да, може да кажеме дека најчесто заболување и најчеста интервенција е исхемичната болест на срцето, која што хируршки се третира со бајпас операција. И тоа кај нас е една рутинска операција која што има многу висок процент на успешност, која што сме релевантни во, можам да кажам, и подобри од многу врвни светски центри. Во последно време некако границата на ова заболување се повеќе се снижува, така да сме почесто сведоци на се помлади луѓе кои што се јавуваат и побаруваат вакво хируршко лекување на исхемичната болест на срцето. Така, токму тоа ми беше и следното прашање што се однесува до кардиоваскуларните заболувања, тој тренд на опаѓање на возрастната граница го има? Тоа би рекол дека некако е во некаква колизија со, да го наречеме така, ова модерно стресно време на живење. Сите ние сме во некоја хипердинамика, оптеретени со секојдневните стресни состојби, во трка со времето. Во последно време и проблемот со кој што актуелно го имаме со загадениот воздух исто така придонесува за да се почести кардиоваскуларните заболувања, така да за жал се помлади луѓе се наши пациенти и треба да обрнеме внимание повеќе да ги спречиме штетните последици, да се таа граница поткрене
на повозрастни години. Која е најголемата закана за здравствениот систем во земјава и која е вашата визија, стратегија како тоа да се реши без проблеми, некои поголеми ризици, жртви? Моментално би рекол дека најголема закана е недостатокот на кадар. Тоа е еден проблем кој што е не само во нашата држава, некако се наметнува и пошироко и во Европа и во светски рамки, меѓутоа кај нас е поизразено од аспект што нашите доктори за подобар стандард мигрираат во високо развиените европски земји и ние се соочуваме со сериозен недостаток на квалитетен медицински кадар. Од друга страна и старомодното менаџирање со здравствената политика која што не е променета со децении, дава свој придонес во неквалитетното здравство кое што претежно се практицира во јавниот сектор. Ние дел од услугите, овие кардиоваскуларните заболувања и операции сме супортирани од фондот, имаме со нив соработка и фондот ги покрива тие трошоци, меѓутоа многу поголем квалитет би пружиле ако и другите услуги кои што кај нас се во рутинска примена бидат на некој начин супортирани и бидат достапни на пошироката популација. Од голема важност за Охрид, но и за југозападниот регион е отворањето на референтниот центар на Жан Митрев клиника токму во Охрид во нашиот град. Често за пациентите е потешкотија за се да доаѓаат во Скопје, па кажете ми колку сте задоволни од досегашното функционирање и поставеноста на референтниот центар? Референтниот центар во Охрид е во функција од пред неколку месеци и идејата за негово отварање беше точно тоа да обезбедиме поголема присутност помеѓу пациентите, помеѓу клиентите и да добиеме на некој начин фидбек од нив како се задоволни од услугите, какви услуги би требало да понудиме во иднина и да ги слушнеме нивните сугестии, нивните потреби. Со таа цел е и отворен центарот и од време на време имаме присуство на наши специјалисти од одредени области кои што имаат контакти со населението и им даваат совети, ги насочуваат, ги информираат за нашите новини, за нашите активности. Така да овој релативно краток период се покажа дека има голема корист од тој контакт непосреден со населението. Да апострофираме за што се може да се обратат пациентите и заинтересираните од нашиот регион во референтниот центар, за кои се области? Тоа е еден консултативно-информативен центар кој што дава бесплатни совети, препораки, консултации. Значи, буквално ги покриваме сите области во кои што и даваме услуги. Така да за која и да е област од медицината, како што реков, која што ние тука ја третираме, може да ни се обратат и да добијат соодветна препорака или информација. Токму така веќе споменавте дека имаше и неколку гостувања на доктори во Охрид, токму во центарот, и имаше одличен одзив меѓу охриѓани. Дали оваа пракса ќе продолжи и понатаму? Да, ова гостување се покажа како доста ефикасно и имаме ние направено програма за воиднина да бидат покриени сите специјалности во сообразно со тоа каков е интересот на населението, така и ги планираме нашето присуство во центарот. Дали имате и која вашата практика и дневна рутина за зачувување на здрав и витален кардиоваскуларен систем?
Вака, моја лична, да речеме, практика е, гледам да имам еден дневен пул на некои физички вежби кои што зависно од дневната агенда гледам да ги реализирам. Од време на време користам велосипед, во слободното време гледам да пешачам во природа, некогаш кога имам време за скијање, за пливање, гледам да го одржам телото во добра кондиција за да може да се справиме со овие секојдневни активности кои што ги работиме. Така, докторе, што е најдобриот лек за здраво срце? Ова е, секогаш актуелно прашање. Нема еден лек, ова би било така пак збир на повеќе активности да гледаме да го одржиме телото во добра кондиција, да внимаваме на исхраната, поголемо присуство во природа и многу битно е да направиме некаков личен менеджмент на справување со стресот и така сплет од овие некои активности би придонеле да срцето го зачуваме подолго време во добра кондиција. Така и за крај на ова интервју, кога можеме да ве очекуваме во Охрид на средба со заинтересираните, на која ќе може да се консултираат со вас околу болестите на кардиоваскуларниот систем, да побараат совети? Па тоа е прашање на организација, може секогаш да се договориме и да направиме средба за унапредување на соработката со населението од тој дел на државата.